Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Се размислувам зошто доцни целава работа господинот Заев да не беше на одмор на Халкидики, може би и ќе почневме побрзо со работа, но ајде да се задржиме на она што е конкретно и суштински. Очекувано од вас го пофаливте законот. Реално, дали знаете денес, конкретно, денес, како име на наставниците? Денес го добија долго очекуваните скратени програми од Бирото за развој на образованието, кои што се задоцнето доставени до наставниците и за кои да се изработат нивните годишни и тематски планирања ќе им треба многу долго време, а замислете, учебната година треба да почне за помалку од 10 дена. Денес започна со обука за националната платформа. Како дел од наставниците ја поминуваат оваа обука, дали знаете? Никако. Заради тоа што голем дел од училиштата не се спремни за физичко присуство на наставниците да имаат обука на оваа платформа. Тие се принудени во овие услови да работат од своите компјутери, а морам да напоменам, оваа национална платформа захтева висока квалификација и многу моќни компјутери, кои тие ги немаат. Зошто е тоа така? Зошто немаат наставниците компјутери? Ќе ве потсетам за финансиите, мотивираноста на наставниот кадар, и само сакам да напоменам дека постојано ветувавте дека ќе има изедначување на платите со просечната плата во државата и минималната плата на наставниците. Спомнавте на почетокот од вашето изложување дека министерката направила голем успех со тоа што се сретнала со сите инволвирани во образовниот циклус. Но немојте да заборавите, вие сте старо-нова власт и не можете да се скриете од она што било претходно. Вие имавте доволно време да се организирате и да немаме вакви состојби во образованието, со вакви уредби, носење на вакви закони, кои што се, за жал, во одреден дел неповолни. Немам време да ги спомнам во наставните активности за наставниците, кои што се навистина голем терет во работење во вонредни услови. Ви благодарам.